Република Македонија го минува првиот ден како Република Северна Македонија. Прва видлива промена на името на државата е ажурирањето на интернет страницата на владата, иако не е целосна. На официјалната веб страница на владата премиерот Зоран Заев е представен како премиер на Република Македонија. Исте случајот и со заменичката на премиерот и министерка за одбрана Радмила Шекеринска, која денеска за прв пат учествуваше на официјалниот состанок на министри за одбрана на Северноатлантскиот совет на НАТО. Од институциите прва мразот го скрши царинската управа. Таа денеска на преминот Богородица на границата со Грција ја постави новата табла со новото име Република Северна Македонија. Во рок од една недела пак ќе треба да се смени и логото што ќе стои на таблите на влезот на институциите. Комплетната промена на имињата ќе треба да заврши во рок од 2 недели за Министерството за надворешни работи, односно 4 месеци за сите други институции. Од Министерството за внатрешни работи објаснува дека македонските граѓани нема да имаат никаков проблем при патувањето со пасошите на кои пишува Република Македонија. Истото важи и за регистарските таблички на автомобилите. Граѓаните немаат апсолутно никаква врска да одат ниту во технички прегледи, ниту во управни служби во МВР, туку кога ќе стигнат на граничен премен, ќе им биде залепена таа налепница и потенцирам тоа ќе биде бесплатно. Тоа е што се однесува до регистарските таблички. Од наредните денови, кога нашите граѓани ќе стигнат на граничен премен, внатре во пасошот ќе им се става печат на кој што ќе стои дека оваа патна исправа е собственост на Република Северна Македонија и на тој начин ќе можат да влегуваат и во Република Грција и без оние бели листи кои што досега ги користевме. Како што објаснува Ангеловски, новите регистарски таблички ќе почнат да се издаваат од месец мај годинава, а новите лични карти од крајот на 2019 година. Сообраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјата ќе бидат сменети во рок од 2 месеци. Според насоките на Генералниот секретаријат на владата на сега веќе Република Северна Македонија, во рок од 6 месеци треба да се направи преглед и ревизија на статусот на спомениците, јавните згради и инфраструктурата. И доколку нешто од сето ова е поврзано со античката хеленска историја и цивилизација како дел од историското наследство на Грција, ќе треба да се преземат соодветни мерки и активности. Како што соопшти владата, од вчера влезе во сила Уставниот закон за спроведување на уставните измени на Уставот, со што името на државата и официјално е Република Северна Македонија.